реката Вардар треба да е украс на Скопје, но дали е така? Дури и во најстрогиот центар на градот, во речните води има многу ѓубре. Просто има повеќе пластични шишиња, канти и кеси отколку што има риби. Неретко пливаат грбно или градно, дури и по некој шпорет, перална или автомобилски гуми. Ако на оваа грда слика се надодаде и тоа дека во Вардар се уште се слеваат фекални и отпадни води, тогаш е јасно зошто прошетката покрај реката некогаш не е баш пријатна за очите и носот. Скопјани со години слушаат најави и ветувања за централна пречистителна станица во Скопје. Се ветува колекторски систем, но и механичко чистење на речното корито. Но засега работата си ја врши само дождот, кој од време на време ќе наврне троа повеќе, па надојдените речни води самите ќе си подзачистат. До кога ќе биде така? Радиаторите за парно остануваат ладни. Иако според утринските мерења деновиве температурите во Скопје се под 10 степени, топлина од централното грејење не стасува во домовите. Дали во топлификација друго им покажува термометарот или пак ќе чека да дојде 15 октомври кога веќе снабдувачот со топлина има обврска да пушти парно. Повеќе денови се исполнети сите други услови за да има парно, односно времето е ладно. Но скопјани добија објаснување дека при последниот тест на централната мрежа искрснале нови дефекти. Дали дефектите се средени и дали воопшто и на 15 ќе почне грејењето, прашуваат скопјани кои редовно си ги плаќаат сметките. Утре и во среда во Скопје ќе има посебен сообраќаен режим поради посетите на председателот на Словачка Пелегрини и председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Од тие причини СВР Скопје, единицата за безбедност на патниот сообраќај, ќе преземе мерки за посебен режим на сообраќајот по сообраќајниците на поширокото централно подрачје на град Скопје. СВР Скопје апелира до сите граѓани учесници во сообраќајот да се почитуваат наредбите кои ќе ги даваат униформираните полициски службеници. Во Автокоманда вчера беа изградени нови пешачки патеки со павер елементи за побезбедно и поуредено движење на граѓаните, соопштија од општина Газибаба. Оттаму најавија дека нови пешачки патеки ќе се оформуваат низ целата општина во периодот што следува. Неделниот извештај за квалитетот на водата што го објави денес јавното претпријатие Водовод и канализација покажува дека скопјани пијат здрава и чиста вода. Согласно добиените резултати од испитувањата, сите примероци одговараат на правилникот за барање за безбедност и квалитет на водата за пиење, соопштија од Скопското комунално претпријатие. Санитарна контрола е извршена во периодот од 6 до 10 октомври со земање 217 примероци за физичко-хемиска и 217 примероци за микробиолошка анализа на вода за пиење од 54 мерни места во градот Скопје. По 3 години од грозоморната случка во Скопската зоолошка градина, кога беа заклани 10 коњи, утре во кривичниот суд ќе стартува судски процес за овој настан. Тогаш вработените беа затекнати од глетката како се касапат коњи за прехранување на другите животни, пошто МВР поднесе кривични пријави против 5 мина, меѓу кои и тогашниот директор на зоолошката градина Кристијан Стаменов. Според Агенцијата за храна и ветеринарство, овие животни не биле никаде регистрирани и затоа не може да се знае каква била нивната состојба. Затоа месото од нив е уништено во Дрисла. По ова следуваше истрага која заврши со поднесено обвинение. На паркинг во Скопски Карпош од 3 лица бил нападнат 58 годишен скопјанец, кој завршил со оштетен автомобил. МВР соопшти дека лицето пријавило дека на паркинг просторот на подрачјето на Карпош во Скопје, по претходно недоразбирање, бил физички нападнат од 3 лица, од кои едниот му го оштетил патничкото возило. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Од среда повторно влажен бран со пониски температури во Македонија. Ќе има зголемена облачност со повремени врнежи од дожд во поголем дел од државата, а ќе дува и слаб до умерен ветер претежно од северен и од североисточен правец. И во Скопје и околината од средината на оваа седмица ќе биде врнежливо. Што се однесува до температурите, тие остануваат да бидат малку под просекот за овој период од годината. Наутро температурите ќе се спуштаат во интервалот од 5 до 11 степени, а преку ден тие пак
ќе се искачуваат до 17-тиот степен.